Веќе договорените измени во изборниот законник пропаѓаат поради константно лицемерие на Левица и СДСМ. Се што побараа прифативме, но на крајот Левица одбија да потпишат, изјави премиерот Христијан Мицковски објаснувајќи го крахот на изборните измени. Политичката партија Левица учествуваше во целиот процес на договарање на овој закон. Цело време. Им беа прифатени сите забелешки. Се што побараа. Додуша, нивниот главен фокус беше на финансирањето на кампањата. Се што побара им беше прифатено. Усогласено беше со сите кои што преговараа. Впрочем, има и записници. Има и записници. Сега ние не можеме едно да збориме позади завеса, а друго да правиме пред завеса. По Левица изнесе Мицковски, реагираа и од СДСМ, а Мицковски предлага. Освен делот со диаспората, кажете све што треба ќе прифатиме. Немаме проблем. Затоа што ние цениме дека нашата диаспора треба да го оствари своето право по електронски пат. Бидејќи да речеме во Австралија треба некој да патува 10 часа со авион, 10 часа напред, 10 часа назад за да го оствари своето гласачко право. И тоа не е коректно. Јас зборувам за оние кои што се на избирачкиот список и оние кои што поседуваат македонски пасоши. За тие зборувам и македонски патни исправи. Се останато, како што ќе кажат, така ќе прифатиме. Еве, нема да гледаме, бланко им даваме поддршка на се останато. Една изборна единица. Пошто гледам сега, секој нешто паметува, секој нешто кажува. На шпекулациите дека изборниот законник Мицковски го подготвил за себе, планирајќи да биде иден председателски кандидат, тој денес се изјасни. Немам намера да се кандидирам 2029-та, кога ќе ми заврши мандатот како председател на владата, се враќам на факултет. Второ, кога зборувам за прифаќање на нивните предлози, се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората. И трето, мораме сите заеднички, бидејќи сите го правевме, да се потпишеме како поднесок на истиот тој закон. Левица и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не се согласуваат со предложените измени во изборниот законник. Премиерот Христијан Мицковски понуди бел лист за тие амандмански да ги напишат нивните предлози. Која е причината за овој маневр на двете партии? Значи, двете политички партии, СДСМ и Левица, како опозиционерски политички партии, се обидат по секоја цена за да може да бидат значителни во следните парламентарни избори или локални избори, но пред се парламентарните избори, односно да имат секоја своја сила кај своите подржувачи, односно гласачи. Така што актуелно тие имат многу други позиции, односно различни од тоа што ги има ВМРО, ДПМН и другите политички партии кои се во власт. Тоа е нормално во демократските држави, но сепак јас мислам дека овие две политички партии се обидуваат на некој начин во следните парламентарни избори, ако би се случило тоа предвремени или после 2 години кога ќе се случат во регуларниот термин, за да ако губат, односно имат фијаско во тие избори, за да може да имат покритие дека кривичниот, односно изборниот законник им бил крив. Доколку не се случи пресврат на следните избори, ќе се оди со сегашниот изборен закон. Кој би бил добитник, а кој губитник со актуелниот закон? Со актуелниот закон би биле губитници истите политички партии кои ги изгубиле и во минатиот избори кои се случија и во парламентарните и во локалните избори, но сепак јас мислам дека во предност е сега владејачката политичка партија, бидејќи пред се она треба да ги прави измените во законот согласно ОДИХР што им дават насоки во каде има слабости во изборниот закон, за да биде поквалитетен законот, односно за да не можат политичките партии да го злоупотребуваат државната власт, за да може да влијат кај гласачите, но јас сепак мислам дека владеачката политичка партија ќе ги надмудрува политичките партии за да можат тие да се приклучат во поднесување на амандмани, односно да се вклучат во изготвување на новиот изборен законник. Дали е можно сценарио Левица и социјалдемократите да се вратат во игра и во собранието да се изгласаат измените на кои инсистираат и од ОПСЕ и од ИХР? Јас мислам дека секое мешање на надворешниот фактор во нашите политички партии влегува позитивно. Сегаш можеби
помладата политичка партија Левица се пактизира со времето, можеби тие не ќе сакат да влегуваат во можеби со поднесување на амандмани да, но дека ќе бидат дел од преговарачката маса со власта, мислам дека малце потешка, а СДСМ сегаш немал јасни ставови и јас мислам дека како е нивната политичка партија, како действува без ставови, јас мислам дека така и ќе продолжи и во следниот период, односно да се внешува со поднесување на амандмани во самиот пратеничка, односно пленарна седница која ќе се донесе и истиот закон. Социјалдемократскиот сојуз не учествуваше во работната група за измени, а и најмногу реагираше на предлогот за укинување на пражинската влада на 90 дена пред изборите. За Левица, клучна беше распределбата на пари, кој сега е во сооднос по 45% за неголемите партии. Во еден момент се чинеше дека компромис се постигнат и во двата случаи, но и СДСМ и Левица се заканија со собраниска блокада доколку измените останат во оваа форма. Сакаме да останеме во својата татковина, новоевропска Македонија, држава во која владее демократија, во која се знае што е вистина и во која правдата победува, изнесоа од подмладокот на СДСМ. ВМРО ДПМН пак за обединувањето на СДС и Левица, кои иако учествуваа во изработката на изборниот законник, сепак не го подпишаа затоа што според нив се плашат од пораз. Ние младите ќе видиме тука, да видиме кој во наше име, за затворени врати, под превезот на тајноста и странските принципи на доверливост, ја крои нашата судбина. Да ги погледнеме во очи и да им порачаме јасно. Нема да одлучуваат наместо нас. Нема да одлучуваат во име на организираната криминална група. Нема да одлучуваат во име на Христијан Мицковски. Ние младите знаеме што сакаме. Ние сакаме Европа. Сакаме да останеме во својата татковина, но во Европска Македонија. Држава во која владее демократија, во која се знае што е вистина, во која правдата победува. Тоа е вистински патриотизам. Социјалдемократскиот сојуз и Левица, здружено со десетици илјади амандмани, го блокираат изборниот законник, кој претходно со месеци го договараа. Катастрофалниот резултат кој ќе го имаат и Социјалдемократскиот сојуз и Левица на следните избори, како и успехот на владата предводена од ВМРО ДПМН во делот на реализација на реформската агенда и повлекување на средствата од планот за раст, го вклучи алармот во двете партии и се здружија заедно во блокирање на реформскиот закон, односно изборниот законник. Барањата на Социјалдемократскиот сојуз и Левица не се суштински, туку имаат за цел да направат штета на Македонија во делот на исполнување на реформската агенда. Камерите од системот Безбеден град веќе ги евидентираат сообраќајните прекршоци на коридорите 8 и 10, а санкции ќе добијат и сите возачи, без разлика дали управуваат возило со домашни или странски регистарски таблички. Најави денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Секој еден сообраќајен прекршок кој што е сторен од 1.2.2026 година па наваму ќе се достави до секој еден кој што го сторил прекршокот без оглед дали управува моторно возило кое што е со македонски регистарски таблици или пак е со странски регистарски таблици. За многу брзо ќе бидете сведоци и на конкретната имплементација на вториот чекор, да кажеме, кој што се однесува во однос на достава на казните до оние кои што управуваат странски моторни возила, а тој ќе биде токму тука на овој граничен премин. Начинот на доставување на казните до странските државјани ќе биде дополнително презентиран, а ќе бидат санкционирани сите прекршоци евидентирани од 1 февруари 2026 година. Дупатаме да напомнеме сите кои што управуваат странски моторни возила, значи моторни возила кои што немаат македонска сообраќајна и македонски регистарски таблици, да ги известам дека прекршоците се констатираат и истите ќе бидат за многу брзо време доставени до оние кои што не ги почитуваат правилата. Казните ќе бидат доставени до секој еден кој што ги прекршил без оглед дали е македонски, српски, државјанин на Европска унија или на било која друга земја во светот.
Министерот за здравство Азир Алиу соопшти дека во моментот 240 пациенти чекаат трансплантација на бубрек, срце, црн дроб или нарожница. Со новите законски измени од 1 октомври годинава, секој полнолетен граѓанин ќе може кај својот матичен лекар да се изјасни дали сака да биде органодарител по смртта, а одлуката ќе може да ја промени во секое време. Во моментот имаме 168 пациенти кои што чекаат за бубрек, 37 пациенти кои што чекаат за срце, 12 за црн дроб и 23 за рожници. Значи, замислете овој закон и замислете за тие пациенти и тие семејства колку позитивно ќе делува и психички веќе, бидејќи имаме навистина закон кој што овозможува повеќе од колку што овозможуваше претходниот закон. Реформата има цел да ја зајакне довербата во системот и да го зголеми бројот на донори. Ние сега градиме темел на нешто што ќе биде за иднината, за целиот народ, за сите пациенти. Сега се 200 на листа, утре ќе бидат 300. Може јас ќе влезам на таа листа, може вие, може некој друг. Значи ние сега градиме темел за да понатака биде полесно и на здравствениот систем, и на пациентите, и на органодарителите, и на семејствата. Тука, значи, многу е важно, ние молеснуваме на семејствата да не бидат во ситуација да одлучуваат во тешки моменти и поготово што во исто семејство може да има различни ставови. 5 лица се повредени, меѓу кои една жена која се наоѓа во критична состојба по серија координирани напади со запаливи направи во Солун. Цел на нападите во раните утрински часови биле објекти поврзани со високи функционери на владеачката партија Нова демократија. Според информациите на грчкиот медиум Прототема, напаѓачите користеле мотоцикли за брзо да се оддалечат од локациите. Случајот поради сериозноста и политичкиот контекст веднаш го презеде антитерористичката служба на Грција. Инспекторите работат на анализа на теренските докази за да утврдат дали трите напади кои биле извршени во интервал од само 20 минути се дел од координиран план на иста група. Романската престолнина синоќа беше погодена од силно невреме проследено со црвена временска тревога за која метеоролозите проценуваат дека е меѓу најразорните во изминатите 4 децении. Едно лице го загуби животот во округот Илфов кога дрво паднало врз неговиот автомобил, а причината е и огромна материјална штета. Врнежите кои траеле околу 12 часа достигнале количества кои вообичаено паѓаат за месец и половина, претворајќи ги главните булевари и клучните сообраќајници во реки, при што во некои делови водата ја надминала висината до колена. Итните служби спровеле вкупно 1408 интервенции во Букурешт и дополнителни 251 во округот Илфов. Канцеларијата за контрола на странски средства, ОФАК, при Министерството за финансии на Соединетите Американски држави, ја продолжи лиценцата за работа на нафтената индустрија на Србија за уште 30 дена, до 31 јули, објави министерката за енергетика Дубравка Џедовиќ-Хандановиќ. ОФАК, што току не информираше дека лиценцата за работа за продолжување на работата на НИС е продолжена за уште 30 дена, до 31 јули. На овој начин, рафинеријата во Панчево продолжува да преработува сурова нафта, што е особено важно за глобалната енергетска криза, рече Џедовиќ-Хандановиќ на Инстаграм. По спроведена истражна постапка, јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до Основниот кривичен суд Скопје поднесе обвинителен акт против Васеа Накиев за кривично дело примање подкуп. Обвинетиот вршел притисок да не се одобри увоз на вештачко ѓубриво на правно лице кое се занимавало со негово производство и увоз, иако истото и претходно повеќе пати увезувало ваков вид стока. При тоа влиел врз службено лице, фитосанитарен инспектор на граничен премин, да не го одобри влезот на стоката во државата, поради што таа неколку дена била задржана на граничниот премин. Стои во обвинителниот акт. На 13 март оваа година обвинетиот во Свети Николе директно побарал подкуп во износ од 100.000 евра за одобрениот увоз и за идните увози на вештачко ѓубриво, при што побарал износот да биде исплатен во 3 рати. 6 дена подоцна на 19 март, откако пријавителот преку сведок му ја предал првата рата од 50.000 евра, обвинетиот бил лишен од слобода при преземањето на парите од полициски службеници. Со обвинителниот акт е поднесен и посебен предлог за продолжување на мерката притвор против обвинетиот поради постојање на околности заради кои истиот беше определен, информира од обвинителството.
Оваа испитна сесија била прва во кариерата на 39-годишната ТА, која завчера од полицијата била фатена со 300 евра технички обработени. Парите таа ги побарала од турски студент, пошто тој пријавил, а полицијата и обвинителството подготвиле заедничка акција, во која таа била уапсена. Парите таа ги побарала за испит на медицинскиот факултет по предметот физиотерапија. Корумпираната професорка за доцент била избрана пред само 6 месеци и пред неа имала отворен пат за кариера, авторитет и успех, велат од Универзитетот Гоце Делчев за телевизија Стар. По ова, од Штипскиот универзитет за неа бараат итна суспензија, а во меѓувреме чекаат допис од обвинителството и судот. За нас, нејзините колеги, потегот на нашата колешка е несватлив по ниту еден основ. Сите сме изненадени, револтирани и разочарени, бидејќи фрлена е огромна дамка на нашата институција. Инсистираме таа веднаш да биде отстраната од угада. Коментираат професори од Штипскиот универзитет. Во меѓувреме, денес од Универзитетот Гоце Делчев повторно упатуваат апел до сите студенти и родители да пријават било каков облик на притисок, мито или слично во замена за испитна оценка или друга услуга сврзана со дејноста. За 15 милиони евра, Lidl минатата година пласирал македонски производи во странство. Станува збор за претежно земјоделски, но и други производи од домашно потекло, изјави Рубријан Хаджиев, оперативен директор на Lidl во Македонија. Минатата година, преку нашата мрежа, македонските производи достигна вредност од 15,5 милиона евра на странските пазари. За Lidl и понатаму примерна цел е одржлив и прогресивен општествен и економски развој. Нашата цел е да создадеме вредност за потрошувачите, за економија и за заедница. Веруваме дека високото ниво на услуга, одговорно работене и грижата за животна средина можат и треба да одат заедно. Компанијата Lidl на македонскиот пазар во малопродажен формат ќе се појави за околу 6 месеци. Се надевам дека за многу скоро, некаде таму околу Нова година, ќе ги видиме и првите Lidl маркети отворени во Македонија, како би имале сите едно прекрасно искуство и на пазарување, но исто така и на користење на македонските производи. Доколку има интерес од Lidl и за други инвестиции, ние стоиме на располагање и како министерство, и како општина, и како влада. Во државата Lidl ќе го има во сите поголеми градови, а во Штип за него се планирани 2 локации. Објектот на спортинекогашниот диспанзер е завршен, а во моментот се работи на адаптација на просторот кај автобуската станица. Повеќе од 21 хектар за изградба на производни објекти стојат на располагање на Виница, отколку ТИРС зоната ќе биде трансформирана во зона за индустријско производство под ингеренции на општината. Новата можност, градоначалникот Митко Костадиновски ја гледа како нова шанса за сите. На бизнис заедницата ќе ги понудиме најдобрите услови за инвестирање. Зоната предвидува објекти за производство, дистрибуција и сервиси на бизнисот и општината и се отвораат нови можности, а ние ќе бидеме партнери на нивната иднина, изјави Костадиновски. Според планската документација, ТИРС Виница опфаќа парцели околу патниот правец Виница, село Лески, Зрновци и место викано Поповец. Планскиот опфат е составен од 10 градежни парцели, организирани во 2 блокови. Општина Зрновци реализира значајни инфраструктурни активности кои создаваат цврста основа за понатамошен развој и нови капитални инвестиции. Подпишани се договори за изработка на проектна документација и стручна ревизија за повеќе објекти од клучно значење за локалната заедница. Во тек е постапка за подпишување на договор за изработка на техничка документација за реконструкција на водоводната и канализационата мрежа, како и за реконструкција на дел од улицата Скопска. Ова е долгогодишна потреба на жителите и представува значаен чекор кон модернизација на комуналната инфраструктура. Исто така пред подпишување и договорот со економски оператор за доградба и реконструкција на Синиша Стоилов со изградба на нови училници. Проектот се реализира преку источнопланскиот регион и ќе обезбеди подобри услови за учениците и наставниот кадар. Дополнително, со средства од општинскиот буџет ќе се реализира и реконструкција на детското игралиште во паркот. На последната седница на Советот донесовме и важни одлуки за обезбедување средства од општинскиот буџет за реконструкција на детското игралиште во паркот во Зрновци, како и за поставување нова урбана опрема. Со овие инвестиции ќе создадеме еден поубав, побезбеден и пофункционален јавен простор, како за најмладите, така и за сите граѓани.
Во рамки на 41-то издание на Штипско културно лето, утрешната програма носи богата уметничка и фолклорна содржина на неколку локации во градот. Во 19 часот во Општинскиот мултимедијален центар Киро Глигоров ќе се одржи ликовно-музички перформанс Билјари букви билјари, кој спојува визуелна уметност и музичка експресија. Потоа во 19:30 следуваат фолклорни изворни игри со штипските ветерани заедно со оркестарот на народни инструменти при Државниот музички училишен центар Сергиј Михајлов Штип, како и гостите од Исти бања ансамблот Китка, кои ќе настапат во Дом на млади. Настаните се дел од летната културна програма што го промовира традиционалниот и современиот уметнички израз. Необичен случај во кој една постара жена поставила базен на улица затоа што немало место во дворот е снимен во Загреб. Базенот бил поставен на улицата помеѓу паркирани автомобили 2 недели, но таа морала да го испразни откако станал вирален и стигнал до полицијата. Базенот кој бил веднаш до оградата не се мешал во самата улица, но предизвикал чудење кај сите што поминувале покрај него. Затоа станал вирален на социјалните мрежи. Базенот беше таму 2 недели и колку што знам, никој од соседите не се пожели. Децата пливаа во тој базен цел ден и за среќа наскоро ќе одат на море, изјавила жената. Утре времето претежно сончево со локални наоблачувања и врнежи од дожд. Температурите ќе се искачат до 32 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 13 км на час. Влажноста ќе изнесува 34%. Температурите по градови се следните: Штип 32 степени, Карбенци и Пробиштип како и Чешиново Облешово со по 30 степени, Кочани 29, Виница, Македонска, Каменица и Делчево со максимални 28 степени, Пехчево 24, а во Берово 26 степени. Според православниот календар, утре е ден посветен на Свети апостол Јуда, во католичкиот на Отон.